сведоци сме на калкулациите кои што ги прават политичките партии и на неинформирање на граѓаните, односно не промовирање на свој кандидат. Ако за ВМРО ДПМН е јасно, бидејќи таа ја објави конвенцијата и е во фаза на прибирање на кандидатурите, не ми е јасно зошто опозиционите и останатите други политички партии не направија еден исчекор напред, па да го промовираат својот кандидат. И тука навистина морам да се запрашам што е причината за сето тоа. Освен калкулациите, дали има и некоја друга причина? Исто така би сакал да прашам дали се работи за страв да немаат евентуално соодветен кандидат кој што може да парира на кандидатурите на кои што досега се јавија, или пак имаат кандидати кои што се ранливи по разни основи, па не оставаат простор да излезат во јавност да можат граѓаните да ги запознаат кои се, што се и зошто се кандидираат. Исто така сметам дека ваквиот начин е пред се еден несериозен однос на политичките партии кои што досега не кандидирале своји кандидати кон граѓаните на Република Македонија, бидејќи на тој начин им се ускратува можноста да видат пред се за каков кандидат се работи, да ги видат неговите не само позитивни, туку и неговите негативни страни, да се запознаат со неговото семејство, ако сакате, како што доликува на еден кандидат кој што претендира на највисоката државна функција, или пак одат по она на народната, што ќе им понудиме на нашите гласачи, тоа и ќе голтнат. Меѓутоа, мислам дека времето на таквите размисли е одамна поминато. Денес граѓаните сакаат да се запознаат со кандидатот за председател, па и кандидатот за пратеник, ако сакате, за сите оние носители на јавни функции, се со цел да можат да го изберат најдобриот. Добар дел од ова што го кажав за она зошто партиите на опозицијата, односно останатите политички партии, освен ВМРО ДПМН, не истакнуваат, нели, и не ја кажуваат процедурата до каде е дојдена, добар дел се однесува и лично до оние кои што ќе се кандидираат на конвенцијата на ВМРО ДПМН. Велам лично до оние кои што претендираат да се кандидираат. Ние овие неколку месеци сведоци сме дека од многуте силни поднаводници имиња кои што се спекулираше во јавноста, денес немаме ни трага ни глас, или како што вели еден пријател, тивко молчат сите они. Значи, јас сега јавно една порака до нив, дали и тие го чекаат последниот момент да ја поднесат својата кандидатура, тоа е среда до 20 часот. Дали и тие сакаат на мала врата, онака подгрбавени да влезат на највисоката државна позиција, дали и тие се плашат да остават простор во јавноста да ги запознае од секој аспект сите нив, или пак сите тие чекаат некој да им намигне, да им даде пас, да им даде виза да се кандидираат. И јас тука би сакал малку гласно да размислувам со сите вас и да го споделам моето мислење и да ве прашам, или да одговориме еве заеднички на тоа прашање, дали еден сериозен кандидат за председател, кој што држи до својот авторитет, кој што држи до својот интегритет, кој што држи до своите ставови, кој што е цврст во своето убедување, ќе дозволи од некој да добие паст, да се кандидира, од една страна, од причина што тоа е негово лично демократско право, доколку чувствува, доколку поседува квалитети да се кандидира кај политичките партии. Значи, јас исто така би ја запрашал јавноста, а и сите ние да одговориме на прашањето, што мислиме доколку еден таков кандидат кој чека да добие виза, утре кога ќе се соочи со предизвик, со разни предизвици, кога ќе се соочи и кога треба да донесе храбра одлука по однос на заштита на државните интереси, дали и тогаш ќе чека некој да му даде виза или некој да му даде пас. Од таму, значи, јас не го одобрувам тоа и мислам дека не е добро и за граѓаните на Република Македонија, од причина што на граѓаните на Република Македонија им е потребен човек со авторитет, човек со интегритет, достоинствен, чесен, храбар човек кој ќе се соочи со предизвиците, не да бега од предизвиците, човек кој што не само абстрактно и формално, туку и реално ќе биде татко на нацијата, односно човек кој што ќе ги постави државните надпартиските интереси.